сега, почитувани гледачи, почитувани сограѓани, да ја започнеме приказната. Од 20-тите години од минатиот век, Делчево и делчевчани полека се враќале во нормален живот после сите страхотни моменти кои ги имаат преживеано во Првата светска војна. До 20-та година Царево село ги именувало имењата Василево, после Султанија, па Царево село, и од 20-та година до 20-та година Царево село е било касаба, а под Кочанска околија. Од 20-та година во Царево село почнува као посебна општина која се простира од Саса, Цера, Пресека, Турија до Разлоци и Панчарево, некаде околу 28-30 населени места. 15-та година сам роден, а ме завели 13-та да служи брат ми 9 месеци, а ја кога порасна да по 18 месеци да служи. Ето така, а 15, точно знам 22 година оти ме одведе сестра ми Смиля да ме упише на школа. А она беше за 4-то одделение. И Дабович, и она у школата 4-то одделение. Прв учител ти е бил? А ја прво одделение. Да, во прво одделение кој ти беше учител? Србин беше Милан Аксентиевич се презиваше. Добро. Аксентиевич. Втората година беше Дабович. Видо е Дабович. Добро. А третата година ми беше Наталија Павлович. Беше там од Србија, некаде там од... Загорка Симеонова. Родени? 24-та. 24-та, sad će kaža, 4. juli. Од која фамилија потекнувате? Od, Симеонови. Симеонови. Бехме Анакиеви. Пред 15 години, до 15 години се водехме кај Дачо, сите, и Дачо е Анакиев, сите Симеонови што са, се бехме Анакиеви. Нашата фамилија се викало Куријалиски. А сега сме Мемедови. Да. Значи се викам Беџет Мемедов. Ние сме двојца браќа и 4 сестри. Фамилија татко Джемал, мајка Емина. И сме живеали, татко ми е живеал тука од почетоко оваа куќа тука. Сега што живеам јас, стара куќа, па кога дедо ми, баба ми, стринка ми, чичко ми тргнале за Турција, требало и татко ми да иде, татко ми не сакал да иде, тие продале кашчата на ортомарот Јордан. Родена сам 34-та година, 1934. Родена сум у Делчево, од татко Димитар Мавродиев и мајка Велика Димитрова од Селник. Татко ти, која година е роден? Татко ми е роден 903 година. Во Делчево. Во Делчево. Со што се е занимавал? Он се е занимавал првиот пат со наследство од татко му со гранчарство. А после продолжи па и со керемид, како да кажеш, керемидница. Добро. Керемиди правеше. А во кој дел на градот сте живеали? И земеделие имахме. Во трети рон, тука, како да кажа, на скалата. Скалата дека е. Да, да. После џамијата, така. После џамијата. После џамијата, да. Таму постои ли ден денеска таа куќе? Постои половината е разрушена. Колку деца сте? Деца сме били 4 женски и 2 машки. 2 машки. Да, 6 деца.
Ние потекваме фамилията, баща ми е дошъл тук от Берово. Баща ми Беровец дошъл тук като учител. Това е 8-летка, не мало е повече. Доче беше маленко. И панал тук го изпраща, не искал да бъде учител, искал да бъде поп. И от тук ушел 20 не е бил женен. Да, ушел упрежен и там отрешил попска школа. И ушел пак за Берово. И Беровци го вращат тук, дочил. И тогава се вземали с майки, он там бил на стан. Упрежен, къде майки. И вземали се това и дошъл там тук. Реко че зима и дошъл от Берово тук. И умира на него баща му, на баща му умира. И он доводи майка му тук нас и тук она умре. И тук он завършил поп, и 39-та година он умира, отшъл да хвърли кръстово на брегалница и слушило му се, дошъл дома, вика на майка ми, Лена се вика, вика Лена, много ми е лошо, вика го вика Тренчо доктор. И викнал го Тренчо, а с Тренчо живеят много. И дошъл Тренчо и не си му стелил се, ама не можел да издържи. Той не имало ни кола, ни нищо, само имало чеза да носят за щип или за коча. Щип коча не имало, само щип имало. И не могло да издържи и умрал. Ама майка ми била бремен. И ражда се после неговата смърт, на 40 ражда се брат ми Зафе и го кръстуват Захария. От баща ми се викала Захария и го кръстуват Захария. Ние сме били 9 деца. Едното умирало пред коло и другите после Коло, Дуле, Мица, Жико, Драган и я, Любе и Зафе. Аз съм Джевжет Немедов. Фамилията татко ми Зенола, майка на Злия. Татко ми работеше ковачлък, па и тапанджия беше. Така, вие коя генерация сте родили? И аз съм 12.10.1937 година. Така. Ковачилницата ни беше там до реката, дека ви кажа, кай Васил Ложенецо. Там работехме и аз и брат ми и баща ми. От колко години сте почнали да работите? Па аз съм почнал от 10 години, помагах и на школа одех. Добро. Помагах на татко ми и на брат ми там. На школа одека одехте? На коя школа? Старата школа. Горешо е. Горешо. Да. Да. Там одехме на школа. Беше учител Сулейман. Добро. И Турчино. И она, чакай да я видя, Фатима. Родена съм 1937 година во Делчево, во стариот дел на Делчево. Потекнувам от средно семейство. Не бевме ни сиромаси, ни богати. Татко ми беше касапин. Живеехме един среден живот, мирен живот. После живеехме во стариот дел на први реон и во последните згради што беа до турското население. Ние бехме, граничехме со турците. Над нас беше само турски харчи, немаше. Во фамилијата бехме четворица. Јас, брат ми, мајка ми, татко ми и баба имавме. На татко ми мајката беше со нас. У истата куќа живеехме со чичко ми, стрина ми и троица братучеди. Јас сам роден 1933 година, потекнувам од средно семејство. Бил е татко ми трговец, ама имали и земјоделие и трговија. Кој дел на градот сте родени? Па у центар, до хотел, изнад хотело. Јас сам роден, уствари доле роден сам, дека е баш хотело. Кој хотел? Добргаот. Па хотел Македонија. Имахме на Длъгновеста каша и 2 дуќана.
Тук имаме казаница, имаме јерове, там стока има башем. После се преселуваме горе. Јас сум родена во Делчево на 23 септември 1939 година. Имам завршено 8 оделение во Делчево. После една година пауза, бидејќи моето училиште не работеше. После неколку генерации било затворено и јас сум првата генерација од 54-55 година. Завршила сам 59 година и од Скопје дојдех тука и од 15 јули 59 година ме вработија во здравниот дом во Делчево. Имам завршено училиште за забари и забни техничари. Кога дојдех на работа, толку бех одушевена, а на некој начин имах и малку и трема како ќе работам, што ќе работам. Меѓутоа, најдов на еден добар колега кој што многу ми помогна, а тоа е Златков Никола, Колепа Шат. Јас, Ханџиски Кирил и Марија, после негова сопруга, дојдовме на работа во исти ден, од 15 јули 59 година. Јас потекнувам од сиромашка фамилија. Татко ми е имал 2 браќа, купно тројца били. Татко ми е, према податоците, роден у Палатикова, тоа е Пирински одел сега на поранешна Пиринска Македонија, сега е составен дел на Бугарија. Не знам, 10 или 11 година е преминал тука во Царево село, тога е бившо Царево село, и тука се нашел и се оженил со мајка ми. Другите 2 браќа останаа па некаде 78, 83, така почина и една сестра која у Ресилово, тоа е тука Станке Димитров, Дупницо. За време порано, Дупница се викало, и сега се пара вика Дупница. Тамо е сестрата останала и тамо е починала. После рајдоме некаде 68 година, пронедов таа фамилија, а другите 2 браќа у Крупник. Това е составен дел, па на Бугарија, према Пешчево од другата страна. Јас сум роден 1.10.27. А почна да свира од 46-та. Добро. Од 46-та почна да свира, ама со примитивен инструмент. Немах инструмент добри. Праве дрвени кларнети, не знам што, не знам каде, тие работи. А после почна да взимам нови кларнета, ама нови кларнета не беа толку нови, ама навети од тоа доне за поевтини пари. Па јас сам Антовски Ристе, роден 1952 година. Иначе со занаата го почнах 1966 летото, само 1-3 месеца после 8 оделение, 67 званично. Добро. Почнуваме. И некаде околу година дена, мисла, работех со препорока на Димитар, мисла Атанасов беше, Мито. Се запиша во, рече сака да школувам берберин, фризер. Добро. И во Коленехтинин прва година, после во Скопје одјах во таму на школа го префрлирија школото и до 1970 година, мисля, летно време доодех тука. Јас сум Петровски Павле, роден 29.1937 година. Мој работен
век почнуваше во кожарската индустрија. Работеве на 2-3 места во Делчево. Тие скоро се не постојат, меѓутоа знам кај почнаме да работиме. Градчето било составено од мешана популација на народи и по вера и по националност. Поголемиот број биле турци и македонци, а помалиот роми. Но сето тоа не представувало некој поголем проблем да сите тие се дружат, комуницираат, културно и спортски забавуваат. Од 20-та година па на тука, значи, почнало Делчево као градче да оживува, се развива занаатчиството. Индустрија не сме имали тогај, али занаатчиството се е многу развило. Во кој становништвото е било, значи, македонци 50-60%, турци или муслимани и роми и власи 40%. Во времето од 20-тите до 40-тите години на минатиот век, нашето градче представувало доста интересно и во сферата на инфраструктурата. Во тој период биле градени многу нови приватни куќи, административни објекти, голем број на дуќани, образовни згради, осмолетка, читална, спортски објекти, фудбалско игралиште и спортска сала, верски објекти и пазарот кој во овој период го добива својот вистински облик. Тогавашната чаршија беше само една. Само една. Во чаршијата там бе дуќански одел, там беа и кафаните. Там беа и кафаните. Овој дел тука се формира после ослободување. Што имало од таа страна? Од оваа страна беше осмолетката и после беше изградена бившата зграда дека општината, бившата општина дека беше. Тоа беше од згради. После се изгради Партизан. А општествено-политичкиот живот во тогашно време сеќавате ли се? Тогај се сеќавам за градоначалници, некои избори 38 година беа, сеќавам се као деца, за пратеници, за посланици Селјаковиќ, Чипевиќ, сеќавам на нив и ние као деца сега Селјаковиќ ни даваше бомбони, това че викахме живела, него ќе го оставиме па кај Чипевиќ, па он ќе не исто почастуваше да живее Чипевиќ. За време на Краљевина Југославија од 1920 година па на тука, пред да се направи училиштето 1930 година, кое било најстаро училиште во Делчево? На кое место се наоѓало? Во кој дел на градот? Старото училиште беше денешниот хотел. До самиот Андак. Една зграда на 2 ката беше стара, а после изградувањето на новото училиште само се уселува општинската полиција. До неа е куќата на Сугареви, а до неа на Мајсторчето. Средското начелство беше постојната зграда на собранието, Старото собрание. Жандармериската станица, мислам, командата на жандармериската станица беше сегашната зграда на гранична полиција. Пошто војската, мислам, касарната беше од другата страна на Анда. Да. А тука, за време на бивша Југославија беше жандармеријата. У Делчево исто така беше стациониран командата на граничните единици од Руен до Огражен. Зградата на Стојан Параграфо. Да. Спрато горе беше финансиската управа. Општинската зграда, односно не зграда, него тоа беше приватна зграда на Чипеви. Веднага денеска сам са тие стамбени згради изградени на под улицата доле, десно. Под улицата това беше тамо, немаше до реката згради, тие. Тамо е сместена беше
общината. Председател беше Чипев. Благайник беше Ристе Кокалски. Златков. Кокалчето. А? Ристе Кокалчето. Златков е, Кокалчето. А писар Владимир Сених. Добре. Това коя година е? Коя година е това? Това е, откако я знам, значи 35 до 41 година. Да. Делчево во времето од 20-тите до 40-тите години на 20-тиот век немало електрично осветлување. Кога ќе паднело мрак, само главната улица имала гасни светилки кои биле палени од страна на човек кој тоа го работел секоја вечер. До 10 часот навечер градот бил сосема пуст. По улиците и сокаците немало никој. Нормално, освен луѓето кои се грижеле за редот и мирот во градот. Татко ми се викаше Никола Соколовски. Која година е роден? Роден 1895 година. Почина 65 година на своји 70 години млад. Он е роден во село Небојани. Тоа е кај Поникла горе Кочанско. На своји 15 години од селото, тоа сточари, со тоа се занимавали. Спаднале во Кочани при своја роднина да учи занаат. Ковачки, коларски, тоа се могуше. Потоа, значи, занаатот го успева да работи. 23-та година се жени за мојата мајка, деца е покојна. И 23-та година родет за Кочани мајка ми. 24-та година е роден брат ми таму. После 25-та година доваѓат во Делчево, али по кои услови? Тогаш немаше превози со камиони тоа за робата, него одеше со коли. Конски коли имаше, воловешки коли, тоа подведена пат одат за роба. И него го нодат таму во Кочани и го замолуват да дојде тука на работа. Тоа се трговце киселички, мајсторчето, другиот мајсторче, Ралупци, председникот Чипевич и доваѓа тука во Делчево. Исто така почнува со нив прво со општината. Имаше 5 лампи на газија со резервари по 10 литара газија. Едната беше до ресторанто, сегашниот ресторант на мостот, там имаше дуќани Данило тија, првата тамо, втората тука кај мостот, на Брегалница, трета кај станица тука, четвртата кај, не кај мајстор, него четвртата беше горе кај собранието става, тоа срез беше. Тамо, а петата у Соколаната. Тие 5 лампи беа. И татко ми обавезен беше да ги вечер запали, са балја да ги изгаси. Вие имали ли сте можност со таткови да одите да ги палите лампите под Делчево и како изгледа тоа палењето? Не, ја бев малечок тога, 29-та година. Брат ми беше постар, един одеше и он. Сам татко ми тоа одеше. Па тоа резерваро со 10 литара газија, пумпа, добро, напумпа ги, спуши лампата со канап доле, запали на чорапста од истакла од вонка, запали ја чорапста, затвори и ја дигне па горе на стубо. На стубо? На стубо горе. И у колку саато тоа се претраеше? Па зависи према времето како е. Вечер. Вечери се бали ги гасеше. Немаше осветление. Тука имаше улична лампа на чошва, тука е раде. А ја и тоата баба Мара, они тука седеа, дека направија каша брати, оне Митко, ши доди, не знам, Чичали и доди, братучете, не знам ки доди. И сме застанали
та гледаме си корзото, гледаме свето, това, па ламбата гори, таа светла, и горе една ламба, осветена чаршията цела беше, и ја и она сме фанали, допрели сме се до ламбата и фанахме сиджимката и као иде одозгоре сиджимката, ламбата пуна, струшихме ламбата, побегнахме, она си побегна на дома, ја на тука си побегнах. Детинска работа. Да, како што изменувало времето. Така се поголем број на млади граѓани тогашно Делчево изгледале се помодерно и поубаво. И девојчињата и момчињата се почесто убаво облечени, излегувале на предвечерни прошетки, формирајќи го првото корзо на единствената тогашна од калдерова направена улица. Толку беше корзото, по терчијата, од долната мала, од мановите пато, па до највеќе горе до Тачове, те до току. Току беше. Натамука не се одеше. Не даваше Србијето да се врви, касарните беа. Касарни. Имаше фурна, бугаре до сега приили още понапред, после со Србијето наступили. А корзото посебно ли одеваше машки, посебно женски, се шеташе или заедно се шеташе? Шеташе, немаше посебно. Шеташе. Ама старите свет така касална, оти шетаа така заедно, да вика, това не чини, защо заедно одат, това е проклетија. Оти одили заедно, не билало да се машко и женско да се ставя, срамота било, да онадат, но после од некоја година почнаа, ајде, коси се чат, крк ми прават, не знам какви не тафри излезнаа тафрести. Од колку саато беше корзото? Од колку почнуваше корзото? Од дека знам. Приквечер, пред да се стемне. Приквечер, кога се свето собера од полето, да се соберат, секој гледаше полето да фане, жетвичката да фане, некој закаснали, некој жетви такова. А како се шетаеше? Посебно машки, посебно женски или како беше корзото? Па посебно. Машки се шетат башка, женските башка. Дотерани облечени? Секој дотерани, у костуми убаво облечени. Аргењето, момичките секоја дотерано, облечено. Немаше мизерија, голо да си облечено. Имаше се имаше тога. Дека одеаше на игранки после, од корзото? Од корзото па идат на игранка. И у Соколаната имаше игранка. И тука се матинето правеше. И другарска вечер прават со спокани. Кого поканат, то веќе идат машко, женско, па танцуват, ама свиреа многу убаво. Пашата свиреше, Коло Пашата, Трајан Миленков свиреше, Коло Берберино свиреше, од Уџузето еден, не ги знам какво е името, на таа душка, на Андруша, Бизјако, од Бизјаците еден, свиреа 5-6 души, Трајан на бас свиреше, Коло Берберино на гитара. Во тоа време кога се развивало занаатчиството во Делчево, исто така и еснафо се доста развивал. И покрај овие кафани што ги наброив, у овие времења летни времења, пролет, есен, имало е корзо. И корзото е почнувало од Чимевата кафана до мостот на Брегалница и осветлено од касарните до Чимевата кафана,
ali тога и немахме струја тука, се на бандерите и на некои дуќани се поставува фенери кои се палеа на карбид. И ние ги палеше овај коле пушкаро се викаше. Секоја приквечер он кренеше на секи фенер и ги палеше. Па корзото беше тачно на првата улица. Према Бреганица, де првата, дуќаните тамо, првата улица тука, за облекло, па се обешило. Били сме добри деца, ученици, се убаво, а после кога настанахме вече поголеми, корзо, убаво, фино, девојки, момчета, значи... Од рушки до марушки. Да. Корзото беше од мостот тука, па до овај ресторанту. Добро. Од читалници имаше тамо, насред. Добро. Враќањето па назаде, па покасно почнахме да одиме и на другата страна, која веќе се створија нешто услови. Значи, тогаш таа младина, ако беше Краљевска Југославија, само време одредено имаше, немаше многу шетање. Да. Ученици по улиците не смеа да одат. Значи, жандарите носеа шепрачките на уракавите тука. Па видите, извадија и ударите, бегај. Знаете, во тој период делчевчани, дали се работи за постари или помлади, не биле во состојба слободните вечерни часови да ги поминуваат по улиците и кафеаните до кога што тие ќе посакаат. Времето било строго ограничено и се знаело од колку до колку часот може да се оди на прошетки, на кукни посети во кафеани. А што е многу важно, не можело да се замисли сама девојка или жена да излезе и да се забавува или шета. Морала да има придружба од својот најблизок маж од роднините. Корзото од колку саато почнуваш? Корзото почнуваше чим се приквечер од поручок од 5-6 саато, па навечер до 9 саато. После забави, други забави од културен карактер не имало, сем овие соколите што приредува матине во Джабирската кафана и од кога е изградена Соколаната, Соколскиот дом, во него се приредували овие игранки, матинета и овие друштва што са били повечко, имало ги и боеми, и у тоа време работеле доста овие црковно-наредниот хор. У црковниот хор се учествувале Илија Мерзелики, Коло Попов, Коло Гаджо, Коло Коте, Јанчо Арсов, Тоде Попристов, Никола Златко и други, а од женскиот, значи Зора Тачева, Зора Гунина, Фима Джабирска, Левтерка Арсова, Филименка Симеонова, Мара и Попристова, Вера Попристова, Павлина Аджиборова, Зујца една имаше и многу други. А хорот работеше под палката на диригентот руснак Ефрем Зукив. Дали во Соколаната им се одвиваа и други активности, освен што се вежбаше? Дали имаше... Во прво време не се дозволуваше у гимназија, у Соколаната да има други активности. Добро. Покасно се дозволи и почнаа да се прават игранки, како тоа се викаше матине. Да. А до тоа време матине, тие работи се изведуваше во читалиштето Делчево. Да, доле. Доле, повеќе. И на плочата на денешна
Црвен крст. Дека е помеѓу зградата на Мајсторчето и овој и Джабирски постоеше плоча циментирано железно, пошто ова зграда Джабирската беше менанжа, како викаше, на офицерите. И фактички тамо се приредуваше од нивна страна тоа. И фактички се друштвото и пристапот беше селектиран. Може би нам ни е смешно и несватливо, но ако делчевчани во тогашно време имале некоја симпатија, дечко или девојка, тоа го искажувале само со поглед или пак со допишување преку блиски пријатели. Средбите на тогашните млади парови биле многу ретки, само на седенки по куките, на корзо или пак на отворени игранки. У тоа време јаснафо, дуќаните ги отварат сабаеле по работно време отколку се договорат и у 12 затварат, у 3 отварат. За почеток на работното време за дуќаните, жандармеријата со звон означаше почеток на работно време и завршеток на работно време. И после јаснафот, по овие кафани што се на главната улица тогај, се собира кафе, табла играње, карти и они у истото време си има своји другари кои беа музичари. И имаше тамбурашки оркестар од самите заначи, како Колобер Бежино, Трајан Миленков, Стојан Пашата, Мицо, Димитро и други. Јас само може да речам дека и през бивша Југославија, Србија, која е била, има дел од нашиот свет. Тоа води, по моје мишљење, има некои внатрешни гени кај човекот, кај на делчевскиот терен, кои го преокупира и сам самостално чинеше се да направи нешто повеќе, да животот биде позанимлив и поинтересантен. Тога се беа формиралите игрорни групи. Па тога се формирал, беше тетове музички, музичка оркестар, тамбурашки оркестар, во кој учествуваше и мој татко. Тоа е пред војната. Пред војната. За време на Српско. Да. Тога и учествуваа доста свети имаш. Стојан Златков, мој татко. Па Трајан Миленков, па Коце Миленков, па Павле Бизјаков, па Коло Берберино и многу други, они не само за себе свиреа и на матинета. Тога ги викахме матинета, се викаа. И ја секоја недела им предва они свиреа. Свиреа на младиот кадар, па и на стариот кадар. И зимскиот период. Дури и на свадбите свиреа. Али тоа беше единиот оркестар така вреден за тоа време, кој едноставно ни овозможуваше да од ова што се борбата за леп беше и борбата за душевна исхрана. Каков е бил животот после завршувањето на денот, почнува со забава, дотерани луѓе? Па сабота и недела свиреаше таквија се доброволци. Да. Пашата беше като капелник. Да. Почнува и завршува, он дава знаци тие работи. За една порција мезе, едно кило ракија. Да. Свират под васаата на матинеа, на вечер на игранката, свират до 11 сато. Никакво плащање, ништо. Доброволно. Доброволно. Кои беа? Свирачи беа Трајан Миленков, Коце Миленков, Коло Арсов Берберо, Пашата Стојан, Мјалчо Златков и оне
Бизеко, Павле. Бизеко, контрагитарилет. Они на по-големи. Секоја сабота и недела. Секоја сабота и недела. Од колку почнуваше да се свири? Братилето од 4 свират до 6. Еден саат е пауза, дија да јадат, па се врашча, истите свирачи исто свират. Без никаква надокнада, ни пара, ни ништо. Дека се свиреше? Свиреше се кај Джавирското прво. После го направија после слободувањето те Монте Карло. Поголема плоча. А што најмногу се свиреше од тогашно време? Они уши имаше на репертуарот како Па танго, валцери. Сеќавате ли се во тој временски период? И ора. Еве викате и танго и валцери применувано нормално во тогашно време. Луѓето, младите, убаво били облечени, дотерани. Како не беше? Тие постарите. Сеќавате се на некои посебни дами? Се со цилиндри беа тие, те ралупци, методи. Шивачите се беа со унеделя облечени со на мишчата башча му герој исто шивач. Со цилиндар не излазеше навонка без цилиндар. Од тие дамите некоја да така облечена? И имаше тека на тие арсовите сестра. На Чометоди, на Колоб, оне Берберо. Филимена тука. Тие беа като така малку поотмените. Корзото од колку е почнувало? И како се одвивало корзото? Од кој дел на... Корзото што се мркне, се стемни веднага корзо. Некаде до кај 10 сати и после се разкара. А корзото беше од дрвениот мост до тука до пумпата, до ресторантот. До ресторант. И се врашча. Ама това беше жган. Да. Това си традиција беше. И да врне снег со чадъре пашета. Пашета. Во ваше време тога е шетали заедно и машки и женски. И машки и женски, тоа порано можда Порано не. се и шетали само на една страна машки, на едното само женски. Не. За наше време и машки и женски роднини и сестри заедно. Порано не са се фатали ни за ръката, така кажуваш. Ама имало и тога и корзо. И тога имало корзо. Но времето и промените во нашето денешно Делчево се почесто почнале да се забележуваат. И младите и постарите се помасовно почнале да организираат излети, прошетки, културни настани, спортски надпревари.